На самиот почеток на месецот на жената, во пресред на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март, се е во знакот на избирањето и купувањето на соодветен подарок. Иако многумина се согласни дека убаво е секој ден да е празник и да ѝ се посветува почит и љубов на жената, сепак им се радуваат на 8-мартовските подароци и дружењата со пријателите. Историски гледано, 8 март символизира многу повеќе отколку подарување и присуство на некоја организирана веселба. Сепак, трговците и угостителите успеа да ескомерцијализираат борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите и од неа да остварат голем профит. Камерата на Прва Скопска, денеска во центарот на Скопје, успеа да улови неколкумина граѓани кои сакаа да си обезбедат соодветни подароци, пред да почне значително да се чувствува 8-мартовската еуфорија. Бутиците и парфемериите се веќе излепени со налипници, кои означуваат намалување на цените, а посетеноста во истите значително се зголемува, потврдуваат продавачите. Модерното време на живење го промени и стилот на подарување. За разлика од порано, сега се подаруваат и ваучери за спа третмани, билети за во кино, патувања во земјава и странство и се останато во зависност од креативноста и буџетот. Богати 8-мартовски понуди нудат и туристичките агенции. Најголем интерес според продадените туристички аранжмани во туристичката агенција ЈК Травел, граѓаните покажале за Истанбул и Сараево. Најбарани оваа година беа Сараево, Милано, Истанбул и секако неизбежното Банска. Може да кажете во споредба со минатите години дали интересот беше поголем или помал оваа година? Па поголем беше, за разлика од другите години. Оваа година можам да кажам дека некои понуди беа продадени многу брзо и веќе конкретно за Истанбул и за Сараево не имавме повеќе слободни места, бидејќи побарувачката беше многу поголема за разлика од другите години. Освен овие два града, за кои други дестинации беа понудите? Па имавме Венеција, имаше Рим, имаше Краков понуди, потоа далечни дестинации, исто Тајланд се нудеше за 8 март и тие. Кои се поголеми побарувачи на овие аранжмани? Дали групни посети или пак станува збор за индивидуалци? Па зависи, значи имавме и група од жени, односно поголем број на жени кои што беа кои што резервира, исто така имавме индивидуалци. И секако не се само жените, туку си имаме и парови, си имаме и секаков вид на патувачи за 8 март. А дали цената игра голема улога во одлуката да се пати? Секако дека цената игра најголема улога, со тоа што за разлика од другите години, пак ќе кажам, оваа година Истанбул имавме многу добра цена, односно first minute беше 75 евра и се продаде за, да не речам, месец и пол, наполнивме веќе 2 автобуси. Сараево исто имаше многу бава цена, 5500 денари беше понудата, нели хотелски сместувања со појадок се продаде исто рекордно многу брзо. Со тоа што нели секако си има доплати на факултативи, односно тоа што сакаат да го видат странките, таму си се договараат на лице место со водичите и си одат на разгледување. На само неколку дена пред 8 март има ли нешто слободно? Остана само една соба Милано. Добро, доколку некој сака да ја купи, кога се тргнува? За 2 дена. Има време. Има време, да. Сепак има и такви кои велат дека цвеќето како символ за почит и љубов е најсоодветниот подарок за 8 март. Што најмногу подарувате за 8 март? А за 8 март, не знам тоа што го сакаат. Проценувам, секогаш мислам на тоа што подарувам, каков му е вкусот, секогаш има цвеќе, така да секогаш различно. А вие што најмногу би сакале да подарувате? Па не знам, цвеќе. Купени се веќе подароците. Однапред. Да. Што најмногу подарувате за 8 март? Нормално, нега, козметика, нега Цвеќе. Да, тоа се Саксија. Го прославувате ли со пријателки на забава, на прослава? Да, ние со пензионерките прославуваме. Секоја година различно, зависи во која ситуација си, каков момент. Дали со пријателки, дали по дома, дали кај баби. Ние славиме. За тие кои Меѓународниот ден на жената ќе го поминат во Скопје.
Националната галерија на Македонија во Чифте Амам на 7 март ја поставува тематската изложба од својата колекција за неа. Во колекцијата се застапени дела на македонските автори, каде девојката, жената, мајката се инспирирани во нивното творештво. Додека пак од 6 до 8 март ќе се одржи 10-то јубилејно издание на Вечерите на женски права на тема Размислувај еднакво, гради паметно со иновација за промена. Програмата ќе се одвива во текот на 3 дена, 6 и 7 март во Кинотеката на Македонија, со почеток од 20 часот, и на 8 март во Младинскиот културен центар, со почеток од 19 часот и 30 минути. Влезот за сите 3 вечери е слободен.